9 основци и средношколци од Кочани по освоеното прво место во Србија заменуваат на повисок регионален надпревар по наука и информатика. Во Словенија, факултетот за информатика во Штип ќе им биде покровител на сите наредни надпревари. Ги поддржуваме ваквите во наставни активности, бидејќи сметаме дека на овој начин се продлабочува интересот на учениците и студентите за науката, особено за инженерството и математиката. Ова надпреварување е составено од 3 дела. Значи, едниот дел е робот дем, надпревар со роботи, или секоја година има различни мисии или различни теми. Оваа година е хидродинамика темата, значи сите ученици од цел свет добиваат иста маса или исти правила на исполнување на тие мисии. Вториот дел е исто така на темата хидродинамика, да се изработи некој проект. Ние со учениците, тоест најмногу учениците сами изработија искористеноста или неискористеноста на геотермалните води во нашата општина, или таа повратна вода, која што повторно се враќа во бунарите или во изворите, се враќа со температура од 30 до 35 степени, целзиусови степени, и таа е идеална за одледување на алгата спирулина. Надпреварот беше на многу високо ниво и исто така немаше никаков притисок врз децата за место, за поени, дури и кога не оценуваа на масата која мисија извршена, која не, тоа се правеше со наша согласност. Учениците од тимот МАК-под Пионирс од Кочани ќе се надпреваруваат со ученици од Балканскиот регион. Надпреварувањето се разбира е тешко, тоа е умствена работа, академска, но благодарение на забавата на дружењето во тимот и на нашата организација, тоа на нас представува лесно и забавно искуство. Доколку во Словенија освојат некои од наградите, овие ученици заменуваат на европско првенство.